Со звуците од химната на некогашна Југославија и песни посветени на револуционерното минато, членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито ја обележаа 7 годишнината од основањето. Тоа беше повод да се соберат во своето седиште кај градскиот пазар и на пригодна свеченост да направат ретроспектива на досегашното работење. Рекоа дека во јавноста имаат поддршка за своите активности, а потврда за тоа било и за членувањето на млади сограѓани. Знаете, пратите ги нашите активности, дека сме прилично активни, мислам, у делот на нашите програмски активности. Јас посебно ми кажал дека оваа година наша делегација беше на погребот на Јованка Броз во Белград. Исто така наша делегација беше и во Јајце на 70 години од формирањето на Авној и Авнојска Југославија. Трендов рече дека во Сдруженијето постои заинтересираност за реализирање на сите планирани активности, кои пред се имале хуманитарен карактер. Придонес за тоа давале сите членови и поддржувачи, а не изостанувала и поддршката од одделни сопственици на стопански предпријатија. Ние и оваа година ќе продолжиме со тие активности што секоја година ги правиме. Тоа се евентуално зависно од, мислам, средствата, можеби спортски активности, можеме да организираме и крводарителска акција и се надевам дека и тоа ќе го со ваше, мислам, пратење информираме јавноста што, кога, како и исто така како и секоја година 4. мај на гробот на Тито, на нашиот патрон во Белград и евентуални други тековни активности кои што ќе ги имаме во текот на годината. Членовите на Сдруженијето се горди што тие се единствените регистрирани во Македонија и се најактивни во зачувувањето на делото на Тито. Во изминатиот период редовно го посетувале неговиот гроб, а за време на престојот во Белград имале средби со слични здруженија од поранешните југословенски републики. Радуваме тоа дека, еве као пример ќе истакнам, тука е Владко од Соколарци, кој што е и самиот млад, а и кој што десетина млади членови од Соколарци зачини, што е покажува една најголема активност у дело на Сдруженијето, така да јас сум рекол, ако се ангажираме ние сите, нашето членство во секој случај ќе се зголемува. Трентов рече дека иако неколку пати побарале општината да им обезбеди просторија во која би ги одржувале состаноците, засега не добиле потврден одговор. Затоа ја користат кафеаната Плава ружа во градскиот пазар како главно седиште и место од каде започнуваат сите активности на Сдруженијето.